во Македонија нема, никој не е должен да плаќа за данок за крипто, затоа што криптото не е регулирано. Македонската влада планира сопфатна регулатива за криптовалути и блокчейн, со што ќе стане прва држава во регионот со напредни фискални и монетарни решенија. Но колку сладките ветувања се реалност. Државата може да има нов прилив на нови даноци што се поврзани со криптовалутите, а тоа би било данок на додадена вредност и данок за фирма што е веќе постоечки од 10% за фирми и за корпорации, веќе постоечката даночна политика може да се воспостави и да се имплементира и за овие фирми што би работеле во криптосферата. Но, ако Македонија донесе закон за ограничување на добивка, во тој случај ние немаше да бараме од криптоиндустријата. Една од најатрактивните идеи би била инвестиции во криптовалути за државните резерви, но криптоекспертите се против идејата за дигитална валута под контрола на Централната банка. Секоја една суверена држава, секоја една сериозна фирма, корпорација и дури и за одредени фондови, како фондови за осигурување, пензиски фондови, сметам дека задолжително сега во ова ера е да имаат да поседуваат како дел од својот инвестиционо портфолио, да имаат дел од биткоин стандард. Моја препорака е дигиталниот денар да биде на блокчейн. Ако Македонија прави таква дигитална валута, во тој случај тоа ќе биде многу негативно, ќе биде негативно за многу работи, вклучувајќи и за персоналните и лични слободи, па дури и за функционирање на фирми. Ако гледаме моментално ситуацијата на Балканот, ние заостануваме со Албанија, со Косово и Босна. За разлика другите држави веќе имаат регулации и веќе може да се употребува крипто за секојдневна употреба. Бавното носење на законот најмногу го искористија нерегулираните криптоменувачници, а многу граѓани наседнаа на бројни криптоизмами.